Во однос на употребата или примената на правописот и на правописните правила, значи честопати сме сведоци на многобројни грешки и во сето она што го гледаме напишано околу нас, почнувајќи еве од книги, учебници, разни прирачници, списанија, весници, билбордите, рекламите околу нас и многу често сето тоа што го гледаме влие на нашата свест, а кај учениците, кај студентите знае да се јави некаква забуна во смисла на тоа што е точно, дали она што јас го гледам околу мене напишано во некоја книга или можеби она што го предлагаат правописните правила или нормата на стандардниот јазик. Грешките се многубројни и се почести за жал, најмногу поради влијанието на англискиот јазик, но и поради непочитувањето на македонскиот правопис. Особено денес, кога речиси се ни е достапни во електронска форма, значи правописот може да се најде на интернет, да се симне бесплатно, правопис.мк, толковниот речник, електронската верзија на толковниот речник, makedonski.gov.mk. Имаме правописен речник од Кирил Конески, издаден уште 1999 година. Го имаме новиот правописно-нормативен речник, издаден сега во 2025 година. Ги споменувам како книги, како извори каде што ние постојано може да се проверуваме кога нешто ни е нејасно или ќе се најдеме во некоја збунувачка ситуација. Конкретно во однос на употребата на голема и на мала буква, реков дека тука влијанието на англискиот јазик е особено изразено. Зошто? Затоа што под влијание на англискиот јазик, кога станува збор за називи, без оглед дали се тоа географски називи, називи на институции, фирми, издруженија, сите се пишуваат со почетна голема буква, но тоа не е случај кога станува збор за македонскиот јазик. Значи, тука се разграничени правилата и конкретно се издвојуваат две правила на кои што треба да внимаваме. Пишувањето на географските поими, каде што секој збор во поимот, дали тој содржи 2 или 3 збора, се пишува со почетна голема буква. Да речеме, Охридско езеро, ќе бидат големи и О и Е. Меѓутоа се случува да ги најдеме, да ги прочитаме, каде што Охридско е со голема, езеро е со мала. Значи, еве, воопшто тука не се внимава на тој принцип. Понатаму, во рамките на ова правило влегуваат во поново време и имењата на поими што се поврзани со астрономијата. Понатаму многу често се греши во однос исто така поврзано со ова правило, пишувањето, нели знаеме имиња, презимиња, прекари, да, меѓутоа и ликовите, уметничките имиња, да речеме кај книгите, Брзата птица Итрица, како би го напишале, или Грдото пајче, Пипи долгиот чорап, тоа се наслови на книги, но и се ликови во овие книги, че по новиот правопис називите сите три, сите два, да речеме Грдото пајче и Г и П треба да бидат напишани со почетна голема буква. Наспроти нив, да речеме имињата на месеците, се пишуваат со мала буква или називите на периоди од развојот на човештвото, историјата, да речеме неолит, среден век, романтизам, реализам, ќе ги најдеме напишани со мала и со голема буква. Обратно, тука значи или февруари, март, април, под влијание на англискиот јазик се пишуваат со голема буква, треба да бидат напишани со мала буква. Понатаму, во овој дел исто така што е проблематично, оној дел што се однесува на називите на институциите, организации, издруженија, значи вториот дел од правописните правила кој што ги опфаќа називи на нешто што нели има свое име, реки се извинувам, улици, мостови, плоштади, рековме фабрики, издруженија, организации, установи, сите тие имаат име. Да речеме, ако е името како што е во случај со Филолошки факултет Блаже Конески, знаеме дека треба кај личното име да ги употребиме и наводниците, но ако го имаме, да речеме, поимот Народна банка или Македонски народен театар, јавно сообраќајно предпријатие, значи во овој случај правилото е дека само првиот збор треба да биде напишан со голема почетна буква, а другите се пишуваат со мала буква. Во овој поглед среќаваме хаос, да речеме, сите варијанти на пишување ќе ги најдеме, а сето тоа е многу едноставно објаснето во правописот.